Најтрофејниот македонски фудбалски клуб Вардар изминатите неколку години мака мачи. Помина 2 сезони во втората лига, настапуваше по разни стадиони наместо на националната арена. Со години има блокирана сметка, промена на тренери и управи, но никако не успеа да се издигне. Но веројатно конечно ќе го грее сонце македонскиот фудбалски бренд Вардар и конечно ќе има и подобри денови за најтрофејниот клуб, кој е единствениот клуб од Македонија што има настапувано во групната фаза на некој европско надпреварување, во случајот Лига Европа. Извршниот директор Миленко Наделковски на брифинг со новинарите кажа колков е долгот на Вардар, а дополнително посечи дека сметката на клубот е одблокирана. Декемвриската ревизија која ја направивме покажа дека долгот е многу поголемо од онаа која претходно не беше кажано. Кон УЈП клубот должи 3 милиони евра, кон приватнаците долгот е 1 милион и 400.000 евра, кон ПУИК должиме 200.000 евра. Вкупната сума е нешто под 5 милиони евра. Одблокираната сметка значи дека во Вардар ќе може да се слеваат пари од повеќе финансиери, бидејќи многу од нив не сакаат да влезат додека клубот има блокирана сметка. Клубот од идната сезона ќе има буџет од 3 милиони евра, но во таа сума се вклучени ратите за долгот, рече Наделковски. Вардар во пролетниот дел влегува целосно ремонтиран со многу нови играчи во тимот, а главната фаза ќе одработи во Анталија, Турција. Во пролетниот дел клубот ќе има една цел, а тоа е подобрување на играта и опстанок во првата лига.